Ке ги најдете во близина на касите, во теглите од кусур и по тротоарите. Но американскиот цент наскоро може да стане минато, бидејќи председателот Доналд Трамп му нареди на одделот за финансии да престане да ја кова паричката од 1 цент. Ова не е прв пат центот да биде на удар. Со зголемувањето на цените на бакарот од 70-тите, секоја монета од 1 цент чини 3,7 центи. Само минатата година, американскиот оддел за финансии загубил 85,3 милиони долари за производство. И додека за 1 цент некогаш можеше да се купи бомбона, монетите сега практично немаат никаква вредност поради инфлацијата. Некои земји, како што се Канада и Австралија, веќе ги елиминираа своите монети од 1 цент, додека други, како Унгарија и Чешка, престанаат целосно да ја користат својата главна валутна единица. Но иако легислативата за запирање на кованјето на парите беше постојано воведувана во Соединетите Американски држави од 1990 година, центот сепак постои. Компаниите за цинк и бакар лобираа кај владата преку разни организации, додека потрошувачите изразуваа загриженост за влијанието врз цените. Укинувањето на центот најверојатно ќе бара да се исковаат повеќе монети од 5 центи, кои пак се уште поскапи за производство во однос на нивната вредност. Настрана од ваквите размислувања, центот има носталгично и културно значење. А со дебатата исто така се поставува прашањето за тоа како оддалечувањето од готовината ќе влијае на најсиромашните американци. Дали председателот може да го укине центот? Додека одлуките за валути вообичаено ги донесува Конгресот, секретарот за финансии Скот Бесент можеби ќе може едностранно да и наложи на американската ковачница да престане да ги произведува. Без оглед на исходот, со 240 милиарди пени во оптек, тие веројатно ќе бидат присутни уште некое време.